Корени и крилја е новото дело, новата книга на авторката Марија Конеска, добро позната и проектирана веќе како реномиран психолог. А за содржината и тоа што носи книгата, меѓутоа и за промоцијата која што веќе се случи и се она кое што ја следи токму оваа книга, ова утро разговарам токму со Марија во незиниот центар овде во населбата Аеродром. Марија, многу ви благодарам што не пречекавте овде да говориме за многу убава тема, односно за Корени и крилја, најновото дело чија што промоција неодамна се случи. Ви благодарам и вас, благодарам на Алфа телевизија што ме повикавте да гостувам токму на оваа прекрасна тема и ете да го вековечиме токму ова дело. Прекрасна промоција, морам да пофалам, собра многу луѓе, многу заинтересирани, љубители на пишаниот збор и секако на сето она кое што го носи Корени и крилја, а што носи книгата, дознаваме од вас во продолжение. Така, промоцијата веќе се случи на 13 јуни во Трач бар, каде што навистина имавме огромна посетеност, повеќе од она што очекувавме и самата промоција донесе една многу убава позитивна енергија на деца, на родители, на млади, кои беа дојдени токму да ја проследат пред се промоцијата, затоа што промоцијата имаше разноликост од деца, музика, излагање на децата, извадоци на родители и деца токму за самата книга, односно доловување токму на суштината на тоа што го носи токму оваа книга. Оваа книга започна одамна да се пишува, всушност е мое дело на мојата работа, доказ на она што јас го работам толку многу години со децата и со родителите, и токму во неа е испреплетена токму мојата работа, сето она што го правиме најмногу токму во овај центар Маша Марија. Токму така е, сега книгата си има и свој додаток, кој што велите дека е за децата, а самата книга, како четиво, ја препорачувате за родителите. Има ли целна група книгата, до кого е наменето да стигне и која е пораката која што ја носи Корени и крилја? Нема целна група, всушност е наменета најмногу за родители, но секако и за тие кои сакаат да бидат родители, но и за младите кои понатаму би се насочиле кон родителството. Нема целна група на возраст, исто така. Самата книга носи сознание за детството, носи разговор со самиот себе и пронаоѓање на самиот себе во своето детство и сето она што значи емоционална поврзаност, сето она што значи доверба и сигурност на едно дете да расте сигурно, стабилно и среќено во својот живот. Така да секој еден би се пронашол во оваа книга и секој еден би нашол и одговори за самиот себе, односно низ терапевските приказни и реалните случаи кои се испреплетени низ целата книга, би се пронашле сите ние и не е определена токму за родители, но најмногу може да им користи на родителите. Самата книга има додаток за тинеџерот што расте, односно токму тој додаток има 80 страници од вежби и подпомогнати техники токму за тинеџерите, односно за децата на родителите, и додатокот се даваше заедно со книгата на самата промоција. Секако и после тоа книгата ја дававме на родители и на деца. На самата промоција имаше тинеџери кои беа дојдени токму за тој прирачник и токму тој прирачник им нуди насока како да се справуваат со сето она што ги снаоѓа токму во нивната најкризна возраст, а заедно со тој прирачник секако и нивните родители да се спознаваат себе и да го спознаваат развојот на своето дете преку книгата Корени. Така, убаво речено, колку ваквата литература е потребна денес со оглед дека навистина живееме во време кое е предизвик и за менталното здравје кај децата, меѓутоа и за одговорноста кај родителите и сите оние во на алка која што е важна за развојот и растот на децата секако? На секој еден родител денес му треба до едукација, му треба нешто дополнително кое ќе му подпомогне пред се да разбере во што живее неговото дете, затоа што општеството
е многу брзо, промените се многу брзи. Самите родители мораат да живеат многу брзо, живеат еден стресен начин на живот. Така да, доедукацијата е дефинитивно многу потребна, односно стручна доедукација, така да ова дело нуди стручни и научни сознанија кои ќе му помогнат на родителот стручно и соодветно да го разбере развојот на своето дете и што е она кое како родител може да му го даде на своето дете да му го подпомогне токму тој развој. Ваква литература е потребна поради фактот дека самите родители доаѓаат не само на помош за одредена состојба кај своето дете или она што се случува помеѓу нив во родителството, туку едноставно за консултации доаѓаат, да спознаат од стручен аспект на кој начин да помогнат и што значи одредена состојба кај нивното дете или што значи одредена ситуација низ која поминуваат заеднички во родителството. Така да оваа литература е нешто кое ќе му подпомогне на родителот да се пронајде пред се, да го разбере своето дете, но и да му помогне во позитивен развој на сопственото дете. Колку денешното брзо современо време, меѓутоа и малку изместени вредности и време на социјални медиуми и на вистина брзо секојдневие, влие кај сето она кое што го прати детето врз неговиот развој, врз менталното здравје, впрочем во се она кое што вие го следите како терапевт во процесот? Така. Испреплетено и ни самата книга, сето она кое навистина им се случува, денес им влијае навистина многу и на родителите и на децата. Има дел каде што е опишано како социјалните мрежи и брзиот општествен развој влијае и на родителството, но влијае и на самото дете и како можат да си подпомогнат. Сето тоа е поттикнато од случаите кои ни доаѓаат токму тука во Маша Марија, затоа што токму овој брз општествен развој влијае на, да кажем, разнишаноста на токму тие односи помеѓу родителите и децата. Секоја брзина, секојдневно, секоја промена која се случува е толку многу брза што им влијае да не може да донесат правилно решение или правилна одлука како родители. И тука се разнишува и тој начин на комуникација со своето дете, затоа што општеството наметнува многу брзи промени кои влијаат. Не можат да се снајдат, нормално е, затоа што тие се толку многу брзи, а ние мора да ги следиме. Сите се наоѓаат на една раскрсница каде што не знаат каде да тргнат и родителите и децата и многу е потребно насоки да имаат токму за тој дел како да се справат затоа што е навистина тешко. Големото присуство на самата промоција на Корени и крилја некако мене ми влева надеж дека родителите, меѓутоа и децата, стануваат се поодговорни кога станува збор за здравието, за менталното здравје, за развојот, за растот на нивните деца. Значи ли тоа дека денес е малку подигната свеста за сето на кое што ни се случува и нам и на нашите најмлади и нашите најблиски? Да, свеста е многу подигната. Ние како психолози, стручни соработници, од една страна сме радосни што свеста и за доедукација и за сознанија научни, за барање на стручни работници исто така е многу поголема, но од друга страна тешко е да се признае дека навистина имаме се поголеми предизвици со кои се соочуваат и за кои е потребно многу време на работа, односно не можат дури и да се снајдат родителите во целите тие предизвици кои им се случуваат секојдневно. Свесноста е на повисоко ниво пред се од младите и од тинејџерите. Самите тинејџери млади бараат да си дојдат на стручно лице и многу поголеми сознанија имаат за психолошкиот процес, што значи сето тоа. Од страна на родителите, како да кажем, доаѓаат кога ќе се случи проблем и кога ситуацијата стигнала до некое ниво каде што бара многу време на работа после тоа. Но од страна на децата веќе се бара помош и тоа е многу голема работа денес. Корени и крилја е во комплетна ваша режија, јас така ќе кажам, самата ја издавате вие, како може да се дојде до книгата и тој хуман аспект, односно хумана страна од продажбата би сакала да го споменеме исто? Така.
Корени и крилја може да се најде во нашиот центар во Маша Марија. Имаме се уште примероци. Порачавме намерно се уште примероци. Книгата се продаде веднаш на промоцијата и неколку дена после промоцијата и средствата, беше кажани на промоцијата, средствата заминуваат во петок во Домот за деца без родители. Веќе е договорена средба, ќе ги дадеме средствата во Домот за деца без родители, каде што ќе се искористат токму за тие деца, за да може знаете како на тие деца ние не можеме таа емоционална сигурност и стабилност да им ја дадеме, но колку толку навистина може да помогнеме во условите кои ги имаат во Домот за деца без родители. Нешто кое исто така име поттикна мене од мали нозе да тргнам кон една ваква професија и да тргнам кон едно вакво дело. Јас кажав дека се пишува многу одамно ова дело. Не е ова дело од вчера и само дел од мојата работа, туку е дел од мојот живот. Во самото дело има опишано дел од мојот живот, каде што имав тешко детство и ми влијаеше да ги создадам и да ги градам тие корени многу подоцна, да ги создавам моите крилја многу подоцна. Токму тие сознанија мене ме научија што треба во животот и што е она што му е најпотребно на едно дете за да расте стабилно и сигурно. Така да таа голема посетеност донесе токму и за тие деца без родители во Домот за деца без родители 11 октомври. Им благодарам на сите родители, на сите деца, сите млади, сите кои беа присутни на промоцијата и сите кои после тоа нормално се јавија и дојдоа и ја земаа книгата, затоа што придонесуваат за едно навистина хумано дело. Токму така, преубава хумана приказна на самиот крај од Корени и крилја. Марија, ве паметиме и како човек кој што милува да пишува, го сака убавиот пишан збор. Покрај ваквата литература, ајде на самиот крај да резимираме, можеме ли да очекуваме нешто следно ваше? Да, веќе е започнато следно дело, исто така научно, да аспект на мојата работа и сето на кое го работам тука во центарот, односно баш следното дело ќе биде за конкретни клинички случаи што ги работам и што се дел од мојата работа. Пишувам различни теми секако, но токму ова дело мислам дека ова е најголемото моје дело до сега и покрај научните трудови, затоа што е дело кое допира до мојата душа и сето она кое го вадам од себе и го давам на децата и на родителите. И ќе ми биде навистина многу драго ако читателите не само се пронајдат себе, туку пронајдат дел од таа душа, затоа што читателите се токму тие кои најмногу доаѓаат тука и тие кои токму ова што постои во книгата го ценат. Јас ќе ви честитам уште еднаш за Корени и крилја, ќе посакам уште многу нови наслови, многу нови дела, успешна работа и секако гласно да говорите и да допирате со вашата работа онаму каде што е непотребно. Ви благодарам. Ви благодарам и вас.